Здраво живо! Добро дојдовте во уште едно моје видео. Овој пат се снимам од мојата река. Јас нарекувам моја река затоа што често се дружам со неа. Таа тече низ мојот имот. И ова видео ви го снимам токму покрај оваа река. Темата за која што сакам да зборувам, односно да отварам, а тоа е затворот во кој што сите ние живееме, а тоа е еден од најголемите затвори на овој свет, а тоа е што ќе речат другите луѓе за нас. А верувајте, тоа е многу голем затвор во кој што сите ние се наоѓаме и можете да го видите само кога ќе испаднете од него. А додека сте внатре, вие не го гледате тој затвор, затоа што многу ретко ги проверувате неговите ѕидови, односно многу ретко го кажувате тоа што другите луѓе не сакаат да го слушнат и на тој начин не го гледате тој затвор. Меѓутоа, еве, пробајте, кажете нешто со кое што наводно би се посрамотиле, нешто што ви лежи на ум, го размислувате, а не е општествено прифатливо. Например, кога сте во друштво, пробајте да се посрамотите, пробајте да зборувате на некоја тема која што е можеби невообичаена, ева, зборувајте за вонземјани, за духови, за мистичност, за било што, само за да ги тестирате ѕидовите на тој затвор. Зборувајте и за тие така наречени теории на заговор, ако сакате, иако денеска ние ги живееме сите тие теории на заговор. Меѓутоа, ете, тоа е добра тема која што најчесто ги буди тие чувари во затворот, па пробуваат да ве исмејат, пробуваат да ве држат внатре во тој затвор. И како што кажав, за жал, тоа е најголемиот затвор на овој свет, а можете да го видите само кога ќе испаднете од него. Видете, кога ќе се посрамотите или кога ќе кажете нешто што другите не го очекуваат од вас, има два исходи или резултати од таа постапка. Едниот е да ве исмеат луѓето, вие да се осетите неубаво и да се затворите во себе или во вашите домови, поретко да испаѓате, поретко да кажувате вашето мислење, односно да ве стават во самица или уште толку да ве напикаат во тој затвор. И има друг исход или резултат, а тоа е да се ослободите скроз и да продолжите да си кажувате што сакате, да истражувате или да станете слободни луѓе. Бегството од тој затвор, што ќе речат другите луѓе за вас, е тежок, верувајте. Меѓутоа, тоа е единствениот пат кон слобода. Додека се грижите што ќе речат другите луѓе за вас и додека не ги тестирате ѕидовите на тој затвор, вие нема никогаш да бидете слободни. Ќе го поминете целиот живот во таа така наречена политичка коректност, во рамките на тие теми што се социјално прифатливи и ќе ги дискутирате тие теми, иако ќе одите до границите на тие теми, на тој начин чувствувајќи се слободни, меѓутоа нема да испаднете од тој затвор. И еве, пробајте, направете мал експеримент, тестирајте ги ѕидовите на тој затвор, зборувајте на теми кои што не се општествено прифатливи, посрамотете се, облечете се како сакате, зборувајте што сакате, правете што сакате, тестирајте во тој затвор, затоа што е време да ги срушиме ѕидовите на тој затвор и да ја осетиме слободата. Ете, јас ќе ве поттикнам, јас сум во фаза на бегство од тој затвор, копам тунели да испаднам, односно цело време ги тестирам ѕидовите, пробувам да правам работи и да зборувам за работи кои што не се прифатливи од тие чувари на тој затвор на мислата.
и цело време ми се потврдува тоа дека живееме во затвор. Знаете како тоа кога одиш само право ако имаш окови на нозите, тогаш оковите не тропаат, порано затворениците ги ставале во окови, знаете, на нозите, и тие оделе во права линија. Ако пробаат да избегаат, тогаш оковите почињаат да тропаат јако и се слушаат надалеку, и на тој начин чуварите знаеле кога некој од затворениците ќе бега, па така и ние сите денеска ги имаме тие така наречени окови, и додека правиме тоа што ни кажуваат или додека не скршнуваме лево-десно, одиме само по тој пат што ни е даден, тие окови не звечкаат или не тропаат, и на тој начин ние не ни приметуваме дека имаме окови, како и затворениците порано дека оделе право, тие не ни приметувале дека имаат окови, но кога ќе скршнеле, тие тропале и тогаш приметувале дека имаат окови. Разбирате што сакам да ви кажам, нели ја сваќате поентата, тоа е дека кога ќе пробате да направите нешто што не се очекува од вас, што не е прифатливо од системот, тогаш ќе видите дека ви имате окови кои што не сте ги слушнале, затоа што одите само право. Исто така и јас тоа го имам истестирано и верувајте, ние живееме во затворен систем, во строг систем, во диктатура, и не можеш ништо да направиш. Јас, например, пробав да си отидам со мојот љубимец куче, пред некоја година се качам на воз, јас бев уопсен, иако бев културен и неагресивен, јас бев уопсен, односно пробав да скршнам од тие правила што се зацртани. Тоа е само едно правило, меѓутоа пробајте со разговор, зборувајте на некои теми кои што не се секојдневни, и ќе видите каква реакција ќе има, односно ќе ги слушнете оковите и ќе го видите тој затвор наречен мислење на другите луѓе. Тоа е темата која што ја отворив ова утро. Ќе се трудам да снимам видеа наутро, затоа што некако наутро ми се најчисти мислите, посебно кога сум покрај реката. Како што знаете, реката што тече ја чисти енергијата, ги чисти мислите, па јас ќе го искористам тоа за да снимам видеа на теми кои што јас мислам дека се значајни и кои што мислам дека ќе ни помогнат на патот кон слободата, како поединци, исто така и како народ, затоа што ние живееме и како народ под окови се уште, не можеме да се идентификуваме како сакаме, не можеме да зборуваме на јазик кој што сакаме, не можеме да пишуваме на јазик кој што сакаме. Секаде има отпор, например, еве YouTube канали, има само 10 YouTube канали на македонски јазик, канали кои што обработуваат теми кои што се надвор од мејнстримот ги има само неколку. Тоа ни означува дека ние живееме во затвор, односно сме во самица ставени внатре во тој затвор. Иначе целиот свет е во тој затвор, ние сме баш во самица ставени. И затоа би ве поттикнал да испадне тој затвор, што ќе рече другите луѓе за вас. Да се посрамотите, да зборувате на теми кои што сакате, да се облечете како што сакате, да пуштите коса ако сакате, но секако да се задржите во рамките на љубовта и во рамките на културата, да не одите во деструкција, во алкохол, во дроги, во агресивност и така натаму, затоа што и тоа е затвор. Само убавата мисла, слободниот разговор и не берењето гајле што ќе рече другите луѓе за вас, може да ве извадат од тој затвор на мислата. Тоа е темата за денеска. Ви благодарам што бевте со мене во уште едно моје видео.
се гледаме во некое мое наредно видео, како што кажав, ќе се трудам да снимам почесто, или се гледаме низ нашата убава Македонија. Поздрав и секое добро!